8 часот и 12 минути, продолжуваме со утринската програма на јавниот сервис, нова тема и нова гостинка во студиото. Да се биде родител е предизвик сам по себе, но кога во семејството има дете со развојни потешкоти, тој предизвик добива едно сосема ново значење. Како да се обезбеди вистинска емоционална, институционална и општествена поддршка за овие семејства, каде се сопнува системот, а каде можеме сите да помогнеме како граѓани, професионалци и заедница. За овие прашања денес разговараме со нашата гостинка Билјана Николовска-Трајановска, социјален работник со долгогодишно искуство во работа со семејства и деца со потешкоти во развојот. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, Ване, благодарам на поканата, задоволството е мое секогаш. Оваа тема, ајде да ја почнеме од аспект на тоа, нели, од искуството што го имате од вашата работа низ годиниве досега и со деца и со родители, како изгледа еден ден во животот на родител кој има дете со потешкоти и во развојот, што е она што јавноста најчесто не го гледа? Многу интересна тема и благодарам уште еднаш за поканата. Овие родители секојдневно се соочуваат со различни типови на предизвици. Искрено, долги години работиме на оваа проблематика и секој родител различно ја носи својата тежина во себе, но навистина има родители кои што тоа го прифаќаат, има родители кои што тоа никогаш не можат да го прифатат. Големи се емоциите кај нив и едно нивно секојдневие е толку многу долго, почнувајќи од утрото, и можам да цитирам тековно неколку родители кои што искажуваат на оваа тема сериозни, тешки реченици и вели се борам секојдневно со денот и со времето да стигнам се, а и себе да се погледнам во огледало. Кои се најчестите емоционални предизвици со кои се соочуваат тие родители од моментот на поставување, да кажеме, на диагнозата, па се до секојдневното справување? Животот во моментот им се менува, предизвиците се навистина големи, се соочуваат со различни типови на моменти кои што знаат да ги... Добро. Да, ситуации кои што можат да ги променат нивните животи комплетно. Како што споменав, од самиот момент кога ќе се дознае тоа, животот на тие родители комплетно се менува. Што значи се менува? Се менува секојдневието, се менуваат нивните рутини, се зголемуваат трошоците во домот. Исто така се менува и секојдневието кога се работи за нивната лична работа и така натаму. Што значи како едно целосно заокружување на ова дека навистина целиот живот нивни се менува и се соочуваат со многу предизвици и во домот, и во средината, и самите во себе со нивните емоционални ситуации. Колку е важна тука поддршката на институциите, интервенцијата уште во првите години на развојот на детето и во комуникацијата со овие родители, кој е нивниот генерален впечаток, дали институционално ја чувствуваат поддршката? Секогаш кога зборуваме за овие теми, секогаш тие родители велат сакаме да чувствуваме поддршка, па колку и при разговорот со вас како социјален работник и слично, забележувате дека ги менувате, им давате поддршка, едноставно дали ќе се согласите со мене, многу малку е потребно за да тие родители го почувствуваат тоа. Се согласувам дека е многу малку потребно, нив им е најважна емоционалната поддршка и јас секогаш говорам дека им е најважно информираност да добијат точна за своето дете. Поддршката ја имаат од институциите, пред се јас можам да говорам за предучилишната установа, дека семејствата чии деца имаат потешкоти во развојот, институцијата е отворена за прифаќање на тие дечиња, но би ги советувала родителите во овој домен пред да имаат очекувања да дојдат да се советуваат за да ја слушнат и внатрешноста и начинот како ние како стручни работиме со оваа проблематика. Так.
Го споменавме и поимот социјализација, што конкретно значи тоа за дете со развојни потешкоти и кои се првите чекори што можат да помогнат и имаме ли интерес од другата страна, на другите родители да слушаат како тие можат да придонесат во целиот овој процес, односно да ги научат нивните деца да ги прифаќаат различностите и слично. Како стоиме со тој момент на свесност? Овие сите прашања ги прашувам и од вашето лично искуство, низ годиниве наназад на оваа тема. Еве би почнала од ова последното, прифаќањето на другите семејства доаѓа од свесноста кај возрастните, пред се. Ние како институција се трудиме да допреме до целата толпа, низ различни типови на работилници, активности кои што ги спроведуваме со родителите на тие дечиња кои што имаат потешкоти и така натаму, меѓутоа свеста потекнува од самите нас и треба многу да се будиме на оваа тема. Кога станува збор за прифаќањето во институцијата, што им е најважно на родителите, најважно им е прифаќањето на нивното дете и прифаќањето на целото семејство со нивната комплетна ситуација и моментална состојба. Исто така многу им е важна поддршката која што институцијата ја нуди и како што напоменав, точна информираност што тие треба да очекуваат од институцијата во која што влегуваат. Каде е тука локалната заедница, каде се тука училиштата при создавањето на една инклузивна средина во која секое дете ќе се чувствува прифатено? Каде е тука нивната улога? Зборувам кај нас, локалната заедница, досега сме имале голема поддршка. Еве изминативе 20 на години во работа во градинка, локалната заедница давала поддршка. Само да кажеме од која градинка ни доаѓате? Од Бубамара, од општина Аеродром. Навистина е голема поддршката, го говорам тоа со факти и аргументи дека градинката навистина ги прифаќа децата кои што отстапуваат во развојот, тоа може да го докажат и родителите кои што веќе поминале и имаат искуство со нас. Да, ги прифаќаме, ги поддржуваме, ги учиме и вработените како да се соочуваат со овие нови ситуации на семејства и дечиња. Исто така, од другата страна, кога се работи во делот на локалната заедница, луѓето кои што работат, се мрежуваме заедно, имаме соработка, разговараме како да се подобри ова. А кога станува збор за училиштата, пред да треба детето да се запише во училиште, задолжително имаме комуникација со тимот, за да можеме да дадеме некои известувања за детето како се напредувало, како се развивало, за да може таа соработка да продолжи и детето да напредува во училиште. А кои се најчестите грешки што ги правиме не само како поединци, туку и како општество, кога се однесуваме со семејства кои имаат дете со потешкоти во развојот? Се надевам дека веќе напреднавме на оваа тема, но се уште постојат големи предрасуди кон овие семејства и се уште постои неприфаќање. Ниту едно семејство не е виновно што му се случило вакво нешто кога дошло на свет детето. Затоа би ги поддржала сите луѓе кои што ќе дојдат до судир со ваков тип на семејства, едноставно да ги прифатат, заради тоа што нивната тежина во душата е огромна и доколку ние им даваме отпор како јавност, како личности, уште поголема тежина им создаваме. Затоа би апелирала да им помогнеме, да ги поддржиме и да ги прифатиме. Така. А како може родителите да најдат рамнотежа меѓу грижата за детето и грижата за себе, физички, емотивно или психолошки? Тоа го работиме и мислам дека една од најважните теми за родителите. Наоѓаат многу тешко време до моментите додека поминат тие неколку скали да можат самите со себе да се погледнат. Затоа го велам ова заради тоа што тие секојдневно трчаат со своето дете на третмани, па треба да го остаат кај некој сосед ако има можност. Немаме ние институција, немаме ние катче во нашата држава каде што родителот ќе може малку барем да го остави своето дете освен детските градинки и училиштата за да може да ги изврши своите лични потреби, а навистина треба да се работи многу на менталното здравје на овие родители. А колку е значајна поддршката и од поширокото семејство, баби, дедовци, браќа, сестри и како да се изгради тој круг на разбирање и помош? Поддршката е многу важна во семејниот круг.
Од приказните на родителите немам баш позитивно искуство. Велат дека секој си ја гледа својата работа и дека многу тешко наоѓаат човек да им помогне во нивната понекогаш безизлезна ситуација. Но треба да се помага на овие семејства, поддршка и до бабите и дедовците да отскокнуваат во работата со овие дечиња. Ние исто така ги советуваме и овие членови од семејството како да пристапат со децата, најчесто не знаат како да го поминат времето да го чуваат своето внуче. Така. Дали во нашава земја, дали во Македонија постојат доволно програми и услуги за психосоцијална поддршка на родителите, децата, што би требало да се подобри од ваша професионална гледна точка? Постојат многу малку, тие се сите приватни и е голем трошок за родителите. На оваа тема треба многу повеќе да се разговара. Мислам дека треба да се отвараат многу повеќе и советувалишта, исто така треба да се формираат во самата локална заедница, па и пошироко советодавни катчиња каде што родителите ќе можат да разменуваат искуство, каде ќе можат да се едуцираат на овие теми. Имаме стручни лица во нашата држава, но нема многу. Има во детската градинка одредени вешто родителство, работилници и слично, исто така во училиштата, но конкретно нешто за поддршка и помош треба да поработиме повеќе на оваа тема. Добро, но слушајќи ве се менуваат работите. Да, се менуваат и тоа многу ме радува искрено, да. Пред 5 години дефинитивно одиме Да, одиме многу напред. Подобро. Да. За крај, ваш совет до сите родители кои можеби денес се чувствуваат осамени во својата борба, ако е нешто тешко за некого да гледа, што има емпатија, тоа е како родител се мачи за своето дете за нешто што треба да се подразбира. Сите сме исти на овој свет, па поради тоа и со право некои граѓани и сограѓани се прашуваат зошто едноставно им се приредува такво нешто на тие родители, зошто не ја добиваат поддршката, зошто би требало општеството да ги издвојува како нешто посебно кога сите сме во еден куп, кога сите сме исто. Кој ќе биде вашиот совет до сите родители и до тие што сега не гледаат, поминуваат низ турбуленција? Јас мислам дека некогаш немаат повеќе проблем со да се носат со тоа што значи секојдневие за нивното дете, колку што треба да се носат со стигмата на едно општество, на тоа што општеството ќе помисли. Токму така, јас прво апелирам кон родителите кои што имаат детенца во семејството со развојни потешкоти и секогаш што им го велам, главата горе, вие ќе успеете, можете да успеете, имате поддршка, имате со кого да разговарате, имате човек од доверба, имате разбирање и тој круг сакам повеќе да се шири, доколку направам некоја проценка од нивната блиска околина дека можат да добијат поддршка, тоа им го апелирам, и да излезат да шетаат слободно со своето дете, без разлика дали детето има Даунов синдром, дали детето има диагноза аутизам, дали детето отстапува во дел на когнитивен развој, едноставно тоа е нивно дете и тие треба прво да си го прифатат своето дете и со главата горе да излезат и да се шетаат низ парковите, да се дружат, да ги носат децата во игротеки, да ги носат децата на кино, да ги носат децата на театар, заради тоа што толпата на деца никогаш не ја забележува таа различност, додека возрастниот не каже ова дете е различно. Затоа и кон другата толпа на родители апелирам да ги учат своите деца, да ги прифаќаат сите деца онакви какви што се. Секогаш е драго да се разговара со вас. Ке се видиме ние на нова тема, кога станува збор за вашата професија како социјален работник. Неисцрпни се темите на кои што може да разговараме. Благодарам што утрово бевте дел од утринската програма на Македонската радио и телевизија. Благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. А во продолжение на тема култура, утрово на терен во Скопје ја имаме колешката Елизабета Кузмановска. Имавме две линковски вклучувања досега, во првиот сервисен блок секако, а во меѓувреме одиме со третото линковско вклучување. Овој пат на тема култура, колешката Кузмановска се наоѓа во музеот на град Скопје. Деталите во продолжение.